Здраво на сите. Ова мое најново браќање на овој начин, веќе препознатлив, сакам да го искористам за темата ЕУ и македонската интеграција во Унијата. После последните случувања, Бледскиот самит, особено после изјавата на господинот Макрон, претседател на Француската република, и изјавата на госпоѓата фон дер Лајен, претседател на Европската комисија, с која директно го демантираше господинот Мишел, претседателот на Европскиот совет, станува јасно дека Европската унија, онаква како што ние ја знаеме, онаква каква што ние сакавме да се интегрираме, веќе не постои. Работите се менуваат, светот се менува, ЕУ се менува, ние се менуваме, тоа е сосема нормално, но веќе не постои полно правно членство во Европската унија. Оно што следува, а тоа го нарекуваат реформи или реформирање на Европската унија, значи дека ќе се направи еден посебен пакет понуда за земјите аспиранти за членство во ЕУ, меѓу кои сме и ние, во кој веќе во иднина ќе бидеме земји учеснички во ЕУ. Тоа значи дека ќе учествуваме на расправата во рамки на европските тела, веројатно и комисија и парламент и совет, веројатно ќе се даде некој решение за тоа, се уште технички не е прецизирано, но нема да имаме право на одлука, на глас. Веројатно ќе се трнат границите, ќе имаме некои привилегии во поглед на користење на предпристапните, пристапните фондови и фондовите за развој после влез како земја учесник во ЕУ. И сето тоа е веќе јасно. Сите оние политичари кои ви зборуваат за забрзано членство во Европската унија, веќе повеќе од јасно е дека лажат. Дополнителна информација е дека ние нема да имаме рок кога ќе влеземе во ЕУ, но кога ЕУ ќе се прошири. Тоа значи ќе се чека ЕУ да биде подготвена и тоа обично го врзуваат со подготовката на Украина да влезе во Европската унија. Со оглед на тоа дека Украина е хранителка на светот, житница на светот, може да храни 30 Европски унии, веројатно следното проширување нема да биде без Украина, што значи без завршување на војната во таа земја и без решение со Русија. Тоа значи дека еден сериозен предизвик и период ни престои за заедничка интеграција како земји учеснички во ЕУ. Дополнително, интеграцијата нема да биде како до сега, влегуваме земја членка, него ќе биде тема по тема, односно, ако сме подготвени во делот на екологијата, ќе се интегрираме во ЕУ со еколошкиот дел од нашето општество, ако сме подготвени во делот на економијата, пазарното стопанство, ќе се интегрираме со тој дел, безбедноста и така натака, зашто очигледно внатрешните реформи во земјава и општо земјите околу нас на Западен Балкан сериозно заостануваме во секој поглед. Најтешко за нас е решението со соседите, односно тоа што го назначи Европската комисија и претседателот Макрон, тоа е да имаме затворени прашања со Европската унија. Не може да го сметаме тоа за многу поволен фактор со оглед на тоа да Бугарија ќе го злоупотребува својата позиција на вето, перманентно вето на тие процеси, додека не ги оствари своите соништа од 19 век, и тоа е уште еден дополнителен предизвик
за нас како македонци и за Македонија визави другите држави околу нас. Но тука, зашто ви се обраќам денес за ова? Тоа сето вреди, бидејќи сметаме како партија македонски концепт дека треба да продолжиме, така нашата татковина треба да продолжи во тој курс кон Брисел, кон Европа, во тој евроинтеграцијски процес, затоа што имаме два аргументи зошто. Прво е бит на нашата државност и ние тој процес е во полза на нашата државност, ја засилува нашата државност и треба тоа да го искористиме, а не да направиме чекори со кои ќе ја загрозиме нашата државност. Второ, нема алтернатива европскиот пат. Како алтернатива ни се нуди БРИКС. И често во јавноста се злоупотребува БРИКС. Јас разговарав со неколку авторитети, банкарски од САД, меѓу кои еден е со потекло од баш земјата лидер на БРИКС, тоа е Бразил. Невозможно е да се истисне доларот на начин на кој тоа се презентира во македонската јавност, бидејќи они располагаат, земјите на БРИКС располагаат со тешки трилиони долари и тоа не може да го фрлат во канта, нели, тоа сами треба да се офрлат своето богатство. Тоа може да направат БРИКС валута, која можеби за 50 години ќе успее да заземе дел од долара просторот во светот. Ние како партија посакуваме успех на целиот свет, раст и развој да има, па така и на земјите од БРИКС. Сметаме дека Република Македонија треба да има супер односи и со земјите од БРИКС. Но тоа не е алтернатива на нашата интеграција во Европска Унија, макар како земја учесник. И тоа е сето условено од нашата партија, македонски концепт врз база на нашиот ЕУ фундаментализам. Тоа што значи? Често разноразни ојлевци и дојлевци во политиката, особено тоа момчето од Енвер Мали Оџа од лјевица, тоа го потребува во негативна конотација зборот ЕУ фундаментализам. ЕУ фундаментализам значи почитување на клучните, фундаменталните, основните вредности на кои е основана Европската Унија, базирана Европската Унија и на база на која е создадена самата Унија, оние татковци. Тие вредности се тие кои не привлекуваат нас кон ЕУ, одговараат премногу на нас македонците и на нашата Македонија и затоа треба ние да инсистираме проширувањето на ЕУ да биде на база на токму тој ЕУ фундаментализам, за кој неписменковци ви зборуваат негативно, а да не биде врз база на нови глупости, како бугарските уцени, односно билатерални уцени или национални каузи, да ја преплавуваат Европската Унија и да прават вакви проблеми како што прават со нас. Значи, нашата препорака до нашите граѓани, до сите наши македонски граѓани и до сите македонци е да продолжиме по патот кон Европската Унија, да ги подобруваме односите со земјите членки на БРИКС, но да наметнеме дека Европската Унија може да се прошири и да успее како проект единствено доколку се држи цврсто до нејзините фундаментални вредности и до ЕУ фундаментализмот. Така на тој начин и ЕУ ќе биде посилна, и Македонија ќе се интегрира вистински и успешно, и сите ќе бидеме среќни и задоволни, и сите ќе имаме раст и напредок, без било какво проблематизирање или отварање на прашања кои не ги имаме наследено од 19 почетокот на 20 век.
во следниот период кој доаѓа ќе биде доста голем предизвик и ова ќе биде најкористено прашање во предизборната кампања во изборите следни, без разлика дали ќе бидат крајот на оваа или средината на следната година. Ние го имаме тој став. Продолжуваме кон Европската Унија засилено, забрзано, но исклучително врз база на европскиот фундаментализам. Благодарам многу и се гледаме повторно со порака со слична содржина или на некоја друга тема. Поздрав од мене.